Се слушаме ли? Добро. Добро вечер на сите. Добро дојдовте на уште едно издание на PyData, ноември, Скопје. Ви благодарам што дојдите ваков голем број, иако надвор времето не е баш многу расположено. Тука на сцена за кратко ќе дојдат Ивона и Стеван од Scale Focus, ќе ни презентират. Браво за нив. Они ќе не презентират некој интерен проект нивен во фирмата кој што е Financial AI Assistant. Би сакал Scale Focus да ги заблагодарам што го спонзорират овој настан. Кај што гледате таму има некои пијалоци, алкохолни, безалкохолни, а после ќе дојде и пицата за некое време. Така да ќе има аплауз за Scale Focus, а и за пицата. Така да нема да должам многу, повелите е уште еден аплауз да започнеме со уште едно издание. Здраво, здраво на сите, се надевам дека добро ме слушате и многу ми е мило што гледам и јас во толку голем број. Еве да ви се представам уште еднаш, моето име е Ивона, јас сум Machine Learning инженер во Scale Focus. И заедно со мојот колега Стеван, денеска ќе се обидеме да ви испрезентираме она што ние го сработивме и тема која што е многу интересна во финтек индустријата. Се надевам дека ќе го задржиме вашето внимание и на крај ќе имаме супер дискусија. Повели Стеван. Благодарам Ивона. Јас сум Стеван Поповски, Principal Data Scientist во Scale Focus. Па да почнеме со темата, малку е да не речеме challenging да се збори за AI денес, пошто сите зборат за AI, ги вртиме истите теми понекогаш и малку е тешко да се биде оригинален. Ќе се обидеме да збориме малку за одредени принципи и делумно и за технологија и како ние тие проблеми што ги гледаме како принципијални или како бизнис проблеми денеска се обидовме да ги решиме со AI Assistant и не само за него, него генерално мислиме дека тоа е технологија која што овозможува многу слични други проблеми да бидат решени на речиси идентичен начин. Ќе стартаме, малку ќе се вратиме 70 години наназад, ама нема да ја поминуваме целата историја, да не се секираме за тоа, но битен е почетокот. Кога ги измисливме компјутерите, ги нарековме сметачи. Затоа што ние луѓето сме добри за говор. Знам, јазикот ни е природен, го учиме природно и светот го репрезентираме преку јазикот. Меѓутоа имавме проблеми со пресметките, со сложените пресметки. Затоа ги измисливме компјутерите на математичка основа, на бинарен броен систем и ги нарековме сметачи. Во тој момент поима немавме дека требало да ги наречеме сметачи и говорници. Бидејќи денеска, состојбата која што имаме со компјутерите, тие не се веќе само сметачки машини, тие се веќе машини кои што го разбираат човечкиот говор. И тоа е голем шифт, голема промена во светот на машините, која што се должи в суштина на големиот развој на математиката пред се и на процесорската моќ на машините. Успехот лежи во тоа што најдовме модел како човечкиот јазик да го представиме со математички модел. И на тој начин денеска имаме ситуација во која што компјутерите можеме да ги користиме и за сложени пресметки, но и за човечка комуникација. Со тоа отворивме еден целосно нов канал на комуникација. И тоа дефинитивно е главната причина, главниот повод заради кој што ќе има големи промени во деловното опкружување. И тоа не е усуштина ништо ново, во смисла на тоа дека и до сега новите канали на комуникација отвараа нови бизнис модели. И телеграфот, ако се вратиме, телефонот, електронската пошта, социјалните медиуми, сите тие обезбедува нов начин на комуницирање и заради тоа едни бизнис модели ги заменија со други. Тоа што е сега поразлично е што сега не се работи само за комуникација меѓу луѓе, туку се работи за комуникација меѓу луѓе и машини. И тоа е дотолку позначено, бидејќи во таа комуникација машините можеме да ги искористиме со својата процесирачка моќ, со големиот капацитет на податоци за нив, за многу посложени задачи од она што беше до сега. Така да ќе посветиме внимание на тие два аспекти, пресметката од компјутерската страна и говорните можности од компјутерската страна, бидејќи двете тие компоненти се битни за вакви асистенти како што е финансиски асистент за кој што збориме денеска. Затоа
како го гледаме AI во банкарството и не само во банкарството, бидејќи ние зборуваме денеска за финансиски асистент, па фокусот ни се банките, на тоа важи и за сите други институции. Значи, воспоставуваме нов кориснички интерфејс со говорен јазик. Втората димензија на вештачката интелигенција е што таа ќе ја зголеми автоматизацијата на интелигентното одлучување. И до сега имавме системи за интелигентно одлучување кои што беа вградени во институциите, да речеме, меѓутоа тие не беа толку интегрирани преку овој интерфејс на човечка комуникација. Туку беа парцијални за одредени проблеми. Имавме модел кој што одлучува за одобрување на кредити, имавме некаква класификација во случај на детекција на аномалии, така натаму, и тие беа парцијални модели. Ова сега е нова димензија која што ни овозможува по-софистицирани системи кои што подиректно ќе бидат поврзани директно и со клиентите. Така да првиот чекор кој што ние го гледаме, бидејќи овој AI балон се очекува да пукне нели наскоро, всушност тој нема да пукне заради тоа што технологијата навистина не овозможува добри решенија, туку затоа што малку сите истрчуваат преурането кон некои решенија, додека се уште не е дојдено времето за тоа. Корисниците, клиентите, банките не се уште спремни за таков тип на драстична промена. Така да, ние сметаме дека првиот чекор треба да биде овој интерфејс за комуникација, read-only операции, клиентите да се обраќаат кон банките, например, за да имаат аналитика на своите трансакции, а вториот чекор е тогаш кога веќе ќе можат и да отвараат сметки и да извршуваат плаќање со агенти и така натаму, кога веќе ќе имаат и директна интеракција со системите на банката. И тоа веќе би бил full AI banking. Сега ќе поминеме на едно демо во кое што ќе ги видиме можностите, за да потоа одиме малку подетално во техничките аспекти на решението. Се имаме една колешка оставена у канцеларија да ни ги куца одговорите. Се надевам ќе тие индиците ги фатија, нас ќе видиме. Значи, ова е нашиот асистент. Значајно е дека тој функционира на повеќе јазици. Значи, досега го прикажавме на неколку саеми низ Европа, последната беше на Open Banking во Лондон, и малку и заради тоа и износите што ќе ги видите се за тој пазар прилагодени, можеби не се баш соодветни на нашиот пазар, но еве да се обидеме и ние, нели, да ги повикаме финансиските духови во Македонија да почнат такви износи да воведат, така да ние ќе му се обраќаме на македонски јазик сега, тој по автоматизам ќе ни одговара најмногу на македонски јазик, можеби во имињата на полинијата ќе задржи англиски, но тоа го правиме без никаква промена во промптот. Промптот искуца на англиски и по автоматизам, значи, таа мултијазичност е интересна, што е на некој начин вградена по дизајн на моделот. Затоа кои модели како користиме ќе имаме подоцна вклучување од колешката Ивона, да ги видиме прво функционалностите. Прикажи ми на графикон пита вкупни приходи и расходи за период мај-септември 2025. Ќе биде првото прашање. Еве имаме еден графикон. И како што гледате сега тука имаме графикон, имаме објаснување. Значи во графиконот ни се дадени 51% приходи, 48% расходи и објаснување дека графиконот во тој и тој период изнесуваат приходите 63.000 евра, расходите 50.000 евра, што резултира со позитивен баланс од 12.600 евра. И се видите овдека, значи ние имаме и пресметковни операции, за кои што сакаме 100% точност, значи не се прашање на толеранција, бидејќи се работи за финансиски податоци, а имаме и јазична комуникација, така да моделот позади или компјутерот, не зборуваме само за моделот, него генерално тој компјутерски систем треба да ни ги обезбеди двете тие компоненти, и пресметковна и јазична интерпретација на резултатот. Тоа не е секогаш едноставно, ќе збориме малку подоцна. Зашто? Затоа што принципите на кои што алатките со кои што вршиме пресметки не се исти со алатките кои што ги користиме за конверзија. Значи, тие математички се прилагодени за едната или за другата операција и затоа не е сеедно, не можеме да очекуваме од еден голем јазичен модел да ни направи точни математички операции на секое прашање. Тој може на некој, но не на секој. И тука е тежината на ваквите системи, да речеме, и во суштина и она што ние најмногу денеска сакаме и да го прикажеме. Ќе одиме со второто прашање.
Прикажи ми ги вкупните приходи и расходи по месеци, табеларно во период од мај до септември. Не, слушнав дали, само не знам дали можам да направам, да видам. Пошто овој прозоров ми е некако фиксен овде. Овако, не, прво тоа да го смалам. Вака. Малку е комплицирано со микрофон во рака, знаете да се. Добро. Значи, вака. Значи, тоа беше прашањето, прикажи ми ги вкупните приходи и расходи по месеци табеларно. И еве имаме овдека, значи табела со вкупен приход и расход по месеци и дополнително објаснување, иако да речеме овдека објаснувањето не е премногу суштински битно, табелата ги дава резултатите. Објаснувањата се позначени кога имаме некаква позначена аналитика во прашањето. Ќе отвориме и некои такви прашања. Кои се моите најголеми трошоци во категоријата транспорт? Ќе поставиме едно прашање, малку по-специфично. Тука ќе видиме дека нашиот клиент е така, мислам, имаше замена на гуми за Ламборджинито, го кошта 5600 евра. За паблик транспорт има потрошено 9000 евра, за бензин 700 евра и така натаму. Значи, без оглед, значи, спомнав, бројките се можеби малку нереални во секој, но тоа не менува во суштината ништо. Овдека имаме детален опис, дури малку и намерно сакаме невообичаени бројки, бидејќи полесно ги следиме прашањата и одговорите. Најголемите трошоци во категоријата транспорт се за одржување на автомобил, 5600 евра, што представува околу 70% од вкупните транспортни расходи. Следуваат јавен превоз и гориво. Вкупно транспортни трошоци изнесуваат 7300 евра, што укажува дека најголем дел од нив се поврзани со сопствено возило и негово одржување. Да речеме сега, добро, овој клиент веројатно може тоа си го допушти, инаку може би ни дал совет и да преминеме на друг тип на транспорт. Имаме и такви прашања во кои што асистентот е способен да ни ги анализира трошоците и да ни даде совети. Сега имаме едно прашање со кое што ќе покажеме како ја користиме историјата во овој чат. Ова прашање ни вели, ајде сега и за осигурување. Ако го видиме ова прашање независно од претходните, значи ако поединечно, ајде сега и за осигурување, моделот, ако поединечно тоа прашање не значи ништо, не би можел да ни одговори. Меѓутоа, доколку го користи историјата од чатот, доколку ја користи самиот асистент, тој ќе свати дека претходно сме прашале за трошоци за една категорија и сега треба. Ова исто така е прашање кое што не оди по автоматизам со големите јазични модели, него мораме да го адресираме. Во суштина, моделот сам за себе не содржи состојби од претходни разговори. Еден повик кон API функција на моделот значи одговор на тоа прашање. Ние во ChatGPT имаме историја, меѓутоа ChatGPT е апликација која што е изградена врз моделите. Значи самите модели индивидуално не знаат да запамтат ништо од нашиот претходен разговор. Секое прашање е поединечно. Адресирањето на историјата и конверзацијата е нешто што ние треба да го направиме во нашиот софтвер. Може? Да. Овие податоци замислено ние и во подоцните слайдови ќе видиме преку Open Banking стандардот на банката би ги извлекувале со API кој што банката треба да го изложи по овој стандард и дали ќе биде банката хост на овој сервис или некој провайдер на платежни услуги. Значи, со дозвола на клиентот, нели, обично, ќе го објаснам тоа малку подоснежните слайдови подетално, но на некој начин овој асистент има пристап до банкарските трансакции на клиентот со негова дозвола и со обезбедена функционалност API функција од страна на банката, а такви API функции веќе банките задолжително треба да почнат да обезбедуваат според директивите на Европската унија за Open Banking. И уште малку ќе се навратиме на тоа. Меѓутоа мислам дека во суштина тоа е
Така да затоа овдека немаме ниту аплоуд на трансакции, ние замислено е да имаме конекција кон трансакциите директно во банката. Во категоријата осигурување е евидентиран вкупен расход, толку кој ги опфаќа под категориите здравствено, автомобилско и домашно осигурување. Овој износ составува релативно мал дел од вкупните трошоци, што укажува на умерено ниво на заштита преку осигурителни полиси во анализираниот период. И уште две прашања ќе видиме. На диаграм со столови прикажи ми го заштедениот износ месечно за период мај-септември 2025. Значи можеме да добиеме графикони, еве ги графиконите, значи во првиот месец сме позитивни, во вториот сме прилично во минус, овие два се позитивни, последниот исто така во минус, и тука имаме детален опис, значи каде што ни се тие опишани износи, меѓутоа имаме графички приказ на вкупните заштеди. И сега ќе да поставиме уште едно прашање, да ни направи план за инвестиции со среден ризик, со предпоставка дека ќе можеме да вложуваме, ние сега да речеме од овој графикон или колку сме одлучиле дека еве можеме да вложуваме 500 евра месечно, во следните 10 години и да ни направи план за инвестиции. Овдека е, да речеме, моќта на овие асистенти битна, бидејќи тие го комбинираат генералното знаење, значи каде што они знаат за инвестициски фондови, знаат што е добро инвестирање, значи ги знаат нашите трансакции на овој начин, иако ние не ги задаваме целосно, за тој дел ќе поразговараме исто малку подоцна, не му ги даваме на моделот целосно трансакциите. Значи така да во комбинација со пресметките што му ги даваме од тука, од нашите трансакции, од нашето прашање и од неговото генерално знаење, тој може да ни подготви еден ваков план за инвестиции со среден ризик при месечно вложување од 500 евра на 10 години. Значи и сега е малку долг тестот него ли да не го читаме цел, очекувана вредност по 10 години е од 78 до 82.000 евра. Да се размислува за како да се инвестираат средствата во реални средства, инфраструктурни фондови за заштита од инфлација, висококвалитетни акции или тематски фондови и така некако. Сега не ни е темата денеска тоа, но оние што мислам дека е интересна е по социјалниве медиуми темата за инвестирање, па и неа да ја споменаме. Повелете. Извештај во типот на овие податоци кои што не ги враќа сега. Па ќе може, да, не сме го пробале до сега. Не сме го пробале, значи овој асистент нашиот не е конечен продукт, бидејќи ние како Scale Focus сме софтверска компанија и ние не правиме продукт кој што го нудиме на пазарот како конечен. Овој акселератор што го нудиме на нашите клиенти, на банките, на добавувачи на платежни услуги како експертиза и знаење. И до сега не сме, да речеме, го направиле тој дел да експортираме документ, но тоа е можно и веројатно во едно сеопфутно решение што би се имплементирало ќе би било вградено. Да, технологијата и алатките тоа го овозможуваат веќе, немаме проблем да го решиме. За сега нас во фокусот пред се да го видиме капацитетот на моделите и алатките за нив, за да видиме дека пред се можеме да обезбедиме задоволителна точност на одговорите. Тоа ни е клучно, бидејќи се работи за финансиски податоци, а инаку секако постои простор за подобрување на тоа решение при реална имплементација. Сигурно тоа ќе има и самите клиенти конкретни идеи и желби. Меѓутоа да, тоа е веќе и на некој начин стандардна функција. Луѓето денеска користејќи ChatGPT и останатите сакаат да ги реплицираат функционалностите што се таму и во своите модели и да, тоа е можно да се направи. Тоа ќе бидат прашањата и јас уште малку ќе се задржам, па ќе го предадам микрофонот на колешката. Овде имавме уште некои, меѓутоа многу слични. Сега ќе ги рипнеме бидејќи го поминавме демото, да останат во презентацијата доколку и таа на некој начин биде користена. Суштината на она што го кажавме, пресметки или јазик. RAG е позната техника, нели, со големите јазични модели Retrieve Augmented Generation, која што работи врз текстуални податоци, во смисла дека кога моделот го прашуваме за некој домен кој што не е генерален, за податоци на кои што тој не е трениран, како што е на пример податоците еве за отварање на сметка или безбедносни правила во некоја банка,
кои што исто така не интересираат, не се нумерички, и тогаш чатботот може тие податоци да ги обработува со RAG. RAG значи дека нашиот асистент ќе ги пребара најрелевантните информации кои што претходно се снимени во векторски простор, семантички простор, ќе ги пребара кои што се најсоодветни и најслични за прашањето и најрелевантни за нашето прашање, и заедно со прашањето и тој контекст ќе го даде на моделот, за моделот најрелевантно да даде одговор за информации кои што инаку тој не е трениран. Тоа е RAG, мислам дека можеби за поголем дел од вас тој дел е познат. Меѓутоа, со RAG не можеме да решиме екзактни пресметки. Ние не можеме табелиците, трансакции да ги ставиме во векторска база и да одговориме и да ги пребаруваме како што пребаруваме со RAG, за да ги дадеме на моделот и тој врз основа на тоа да ни одговори. Затоа што е тоа различен концепт. Ние можеме да имаме илјадници трансакции, овде правиме персонален асистент, но тој може да биде и за некоја многу поголема компанија и да има и за било која релациона база да се примени на сосема друг тип на податоци. Ние не можеме со RAG да ги најдеме сумите, да речеме, ако сакаме сума на износ од милион трансакции, а RAG работи пред се на пребарување на најслични документи и он ќе ни ги издвои првите 10 и ние ќе направиме сума на првите 10, што не е поентата при пресметките. Значи тука мораме да комбинираме RAG, ние го комбинираме RAG во делот на комуникација со историјата од чатот, значи наоѓањето на релевантни информации од нашата историја на чатот е делот кој што го покриваме со RAG, додека точните пресметки ги правиме со конкретни алатки, во случајов со Python, и за тоа ќе продолжи колешката, само ќе одговорам уште зошто Python, затоа што имајте во обзир дека Python е програмски јазик и тој е медијатор помеѓу овие два света, јазикот и пресметките. Програмскиот јазик е од една страна јазик и затоа моделот лесно може да конвертира од човечки јазик во програмски јазик. Од друга страна, програмскиот јазик е дизајниран за да прави точни пресметки и тој може да не изгенерира точни пресметки. Значи, програмскиот јазик како алатка помеѓу говорот и точната пресметка го користиме по автоматизам. Она што ги користивме инженерите доскоро, нели сега можеме директно да го користиме програмскиот јазик да биде на некој начин кодирањето, префрлањето од човечки јазик во програмски јазик да биде автоматизирано. Во таа смисла може да се користат и друг тип на алатки или Python, и за тоа ќе продолжи колешката Ивона да ни објасни што до сега разгледавме и зошто се одлучивме за Python. Фала. Ќе се вратам ја уште еднаш. Океј, откога погледнавме како изгледа нашето решение, откако го погледнавме демото, ајде сега да се вратиме на тоа како ние го издизајниравме. Односно, од каде започна целата оваа иницијална идеја. Епа вака, има два начини на кои што сето ова може да се имплементира. Едниот начин е да користиме веќе предизајнирани специфични алатки и другиот начин е да користиме програмски јазик, во нашиот случај тоа го користиме Python. Зошто би ги користеле предефинираните или предизајнирани специфични тулови? Зошто тие се згодни? Во некој случај кога немаме доволно техничка подршка, кога треба да имплементираме решение кое што треба да е доволно брзо, од друга страна кога не сме сигурни архитектурно како тоа треба да го изведеме, најдобро е да користиме веќе предизајнирани тулови, односно алатки кои што некој друг ги осмислил за нас и ние само ги користиме. Тоа е многу добро кога нашето решение не е толку комплицирано. Меѓутоа овдека немаме креативност, овдека секоја можност за нешто од кое што ние сакаме дополнително да го имплементираме не е оневозможено заради тоа што моделот е веќе предефиниран, дизајнот е предефиниран и затоа програмскиот јазик е добро да се користи во случај кога ние сакаме да бидеме доволно креативни, кога имаме некое решение кое што е специфично, во некоја одредена област е специфично. И така и ние почнавме. Флексибилност, адаптибилност, мокиност, сето тоа ни го овозможува Python програмскиот јазик. Меѓутоа, и овдека имаме некои недостатоци, како што е комплексноста, иницијалниот бавен сетап, кој што ни е потребен, техничка подготвеност и слично. И ние се одлучивме за овој начин. И сега ќе предискутираме како всушност тоа го имплементиравме и како целото
ова флоу изгледа. На почетокот, како што погледнавме и на самото демо, ние имаме некое прашање. Значи, самиот клиент поставува некакво прашање. Прашањето кое што ќе го постави клиентот треба некако да се трансформира во Python код. И тоа го правиме со помош на LLM модел, во нашиот случај, и тоа е првиот LLM модел кој што ние го генерираме. LLM-от ни генерира Python код, и ако ова цело го гледаме, тоа би било на некој начин како калкулатор кој што извршува некаква операција. Меѓутоа, тоа не би било никаква, не би немале никаква интеракција со самиот асистент, би немале никаква конверзација. За тоа ни е потребен уште еден LLM call, односно уште еден модел кој што всушност ќе ни помогне на нас да дојдеме до некаква објаснување на самите тие калкулации кои што претходно се направени. И затоа го правиме и вториот LLM call, можеби е згодно и вака, да. Значи, го имаме првиот LLM call кој што ни служи само за генерирање на Python кодот, имаме некаков output. Она што го имаме како output, како резултат, го чуваме во меморија. Outputот кој што го имаме го праќаме на вториот LLM call, односно овдека имаме уште еден модел кој што ни служи само за објаснување на нашата калкулација. И исто така, ова објаснување исто го чуваме во меморија. Зошто тоа го чуваме во меморија ќе продискутираме за кратко. Меѓутоа, она кое што е важно овдека да го напоменеме е дека Python кодот кој што ние овдека го генерираме е Python код кој што прави само read-only операција. Значи, во делот кога го генерираме нашиот промпт во првиот LLM call, ние специфично дефинираме дека ние само ќе читаме податоци, немаме потреба не смееме да дозволиме никаква манипулација со податоците, бришење и слично. Овдека имаме само read-only операција. Сега, кога веќе ние го добивме првиот output, односно првиот одговор на прашањето, сето тоа го зачувавме во меморија, доаѓа следно прашање кое што е некако поврзано со претходното, за да може да издвоиме дека станува збор за чатбот и асистент. Значи, тука на нас ни е потребна меморијата. Потребно ни е некако да се навратиме со тоа што е тоа што претходно сме прашале, како може тоа да го поврзиме со наредното прашање, и тогаш на нас ни доаѓа моментот со имплементацијата на RAG-от, односно доаѓа првото прашање, го имаме кверито, треба некаде да биде тоа прашање зачувано. Исто така имаме и одговор на сето тоа, на цело тоа прашање со имплементација, мислам и со објаснување, и тоа исто така се чува некаде во меморија. Кога ќе дојде наредното прашање на нас, пред да го повикаме првиот LLM call, потребно е да се навратиме назад во историјата, во меморијата, и да видиме дали имаме некое релевантно прашање кое што претходно било поставено со сличен контекст. Значи, тоа е она кое што ние сакаме да го постигнеме веќе кога имаме интеракција, односно асистент како што го изгенериравме ние. И на крај исто така, значи сето тоа ќе биде зачувано во меморијата, за да можеме да имаме таа понатамошна интеракција. За сето ова да може да ни биде овозможено, односно да може да ги имаме овие прашања и да може да ја имаме меморијата, некако да ја чуваме, нели? Ние го користиме за embeddings модел Text Embedding 3 Small, кој што всушност која е идејата на ембединзите. Кога го поставуваме иницијално прашањето, тоа како прашање, значи потребно е некако да го представиме во векторски простор, да го зачуваме во некоја база, и подоцна, кога ќе се вратиме назад, кога имаме потреба од пребарување на некакви слични информации во нашата база, всушност тоа ќе го правиме со пребарување на тие векторски простори. Од друга страна, LLM-от како модел, односно моделот кој што го користиме за LLM ни е GPT-5 Chat Latest, кој што всушност ни го дава резонирањето, односно ни го дава објаснувањето кое што ние го имаме во нашиот асистент. И таа е поврзаноста на, од една страна, embedding моделот, од другата страна LLM-от. Сега, кога веќе ги дефиниравме моделите, кога го дефиниравме ембедингот, доаѓаме до моментот како всушност да го дефинираме промптот. Во ваквиот тип на проблеми, можеби промптот е
еден од клучните работи кој што ќе ни дефинира во која насока ќе ги добиваме ние одговорите. Како што кажав, првиот иницијален промпт, односно LLM кој што ние го генерираме и првиот промпт кој што треба да го дефинираме е всушност поврзан со генерирање на Python код. Тоа значи дека ние во промптот треба да специфично да дадеме инструкции на моделот на кој начин треба всушност да ни го врати Python кодот. Тоа значи дека не само инструкцијата, туку треба да му дадеме контекст во кој што ќе објаснеме како изгледа нашето податочно множество, што е тоа што ние го очекуваме како респонс. Друго кој што исто така важно е да кажеме кои се библиотеките кои што треба да се користат за прикажување на одреден тип на податоци, кои се библиотеките кои што треба да се користат за доколку имаме табеларни податоци, доколку имаме прикажување на слики и слично. И она кое што е многу важно е дека ние имаме read only. Значи, ние не дозволуваме модификација, не дозволуваме бришање, не дозволуваме никакви манипулации со нашето податочно множество. Овдека имаме само read only операции. Она кое што ќе го имаме на крај е дека нашиот output во првиот LLM call е всушност само некаква калкулација која што е превземена од податоците, односно од трансакциите. Веќе вториот LLM call, може би овде да се задржам, вториот LLM call е тој кој што ќе ни даде објаснување, односно ни служи повеќе за подобрување на не само да имаме output кој што би бил калкулатор, туку да ни даде објаснување на сето тоа што се случува со нашите податоци. Како вредноста која што сме ја добиле, како табелата која што сме ја добиле, што имаме внатре во табелата и слично. Сега, кога зборуваме за меморија, кога зборуваме за RAG, кога го имаме и самиот промпт, добро е да се каже дека не секогаш меморијата ќе ни даде добри соодветни резултати, да кажем, заради тоа што може и самиот клиент да постави едно прашање, да постави неколку последователни прашања и повторно да се врати на прашање кое што било поставено пред некое известно време. Како тоа би го решиле? Тоа го решаваме со помош на реранкингот, односно не само пребарување во меморијата, не само пребарување на најсличниот контекст кој што ќе го најдеме во мемориските податоци, туку и реранкинг на тие информации. Реранкингот го правиме на неколку начини, каде што не само историски гледано, од друга страна имаме и семантичка сличност на нашето поставено прашање со она кое што всушност го имаме ние во меморијата. И тоа е да кажам иницијалната цел кога сакаме да направиме реранкинг на самите информации кои што ги имаме во меморијата. Да, комбинацијата на меморијата заедно со реранкингот, комбинацијата на интелигенцијата која што имаме всушност ќе ни даде дека ние имаме некаков интелигентен асистент со кој што може да комуницираме, можеме да прашуваме прашања и од друга страна да добиваме одговори кои што на некој начин ќе ни дадат и насока како ние треба или што треба ние да промениме доколку сакаме да го користиме како финансиски советник. Како што спомна и Стеван, значи не само гледање на тоа што ние имаме како трансакции, туку можеме да го користиме и како советник за врз база на нашите трансакции што би можеле ние да промениме и да направиме. Уште малце јас, па ќе идеме на пивце скоро. Open banking, ова е поврзано со прашањето од колегата пред малку. Бидејќи ваквите решенија не мора да бидат хостирани само кај банките, оваа регулатива на Европската Унија постои веќе можеби повеќе од 5 години. Мислам дека од минатата година имплементирана и во Македонија, така да веќе и македонските банки имаат обврска да изложат API функции со кои што
провајдери на платежни услуги можат да направат повеќе операции, меѓу кои да повлечат трансакции, но и да извршуваат и плаќања. Така што, еве како изгледа тој процес пред Open Banking, секој клиент има директна релација со банката, а сега преку API функција клиентот, а преку API функцијата и секоја друга фирма, која што до душа има регулирана улога, мора да има одобрение од Народна банка за таа функција, меѓутоа тоа не е некој пресложен процес. Фирма како што да речеме и PayPal не е банка во Америка, меѓутоа извршува платежни операции, таков тип на компании може да се појават и тука, кои што се сервисери за платежни услуги, а не се изворно банки и ќе работат како посредници меѓу клиентот и банката. Нашето решение предвидува дека би се прикачиле на API функциите за банките за повлекување на налози, и тоа го користи овој стандард Berlin Group Next Gen PSD2 Access to Account. Овдека со овие три типа на такви платежни провајдери, ова е типот кога би иницирале и плаќања, ова е само за повлекување на информации за сметките и трансакциите, а ова е веќе и за отварање на подсметки, дигитални волети и така натаму, меѓутоа тоа се заедно е некој тип на провајдер, кој што еден провајдер може да ги врши сите три функции. Функционално они ги имаат поделено, некој може да извршува една, а некој провајдер може да ги извршува и сите функции. Ова е банката, уствари, улогата на банката, и банката е таа која што такви API функции треба да изложи кон провајдерите. И ние веќе направивме еден mock сервер со вакви API функции, кај што се симулираме од другата страна дека имаме банка. Налозите во позадината се по овој стандард JSON фајлови, кои што во ситуација кога ќе ги извлечеме од банката ќе го има дадениот формат, така да тој конектор е речиси целосно припремен за некој реално сценарио во кое што ќе можеме навистина да извлечеме реални информации од банката, со тоа што секогаш клиентот е заштитен во смисла дека овие провајдери за да повлечат било какви информации за него од банката мора да имаат консент или дозвола од клиентот за таа операција. Тоа е моделот на Open Banking. Што ќе биде следниот бранд на некој начин? Ова до сега што го зборувавме беа read-only операции и разговор за трансакциите. Се разбира, тоа може би за нас во Македонија и не ни звучи како некој прејако сценарио. Немаме толку многу налози, немаме толку многу пари и горе-доле знаеме каде трошиме и колку. Може би тоа не е, меѓутоа во другиве земји веќе и ова сценарио е значено, но не го гледате решението само во тоа светло на персонален асистент само за поединец. Значи понекогаш поединец може да работи и со мала фирма, голема фирма, може да има илјадници налози, може да има многу неплатени фактури, и во таква ситуација замислете во сценарио кај сметководител кој што води многу фирми, кога ќе на еден повик, на една реченица ќе ги извлече сите неплатени фактури подолго од 90 дена, значи. И тие и досега имаат можеби софтвери кои тоа го прават дедицирано, стандардизирано, фиксно, но ова возможува многу поголема флексибилност, да се најдат многу поспецифични работи кои што сега инаку би требало да ангажираме производителот на софтвер да не го апдейтира софтверот за да добиеме нова функционалност, а овде по автоматизам со човечки говор можеме да излекуваме различни одговори од податоците. Тоа сепак е различно и многу поголем квалитет. Тоа е во однос на сегашното решение. Она што би следувало како втор чекор, што може би е се уште рано за нашиве банки, мислам дека за првиот чекор е веќе време, дури и во Македонија, а вториот чекор е веќе кога ќе можат клиентите да даваат инструкции за отварање на сметки, плаќање на налози, купување во електронска трговија и така натаму. И во таа сфера, да речеме, технологијата не ги покриваше сите аспекти доволно добро, затоа што до сега речиси сите чекори кои што ги правиме на интернет, еве кога купуваме, бараат наша лична авторизација во еден момент, кога ние мора да кликнеме некоја потврда, да внесеме юзер пасворд, да внесеме картичка, значи постои некој чекор на авторизација. Меѓутоа сега кога некој агент ќе плаќа во наше име, нели? Тој агент може во наше име да плаќа во две сценарија. Првото е кога ќе работи заедно со нас, ќе ни пребара некој продукт
и ќе ни рече, ние ќе му кажеме, најди ми патики број 42, таа марка, можеме дури и слика, негде сме виделе кои ги сакаме и сега сакаме да ги пребараме во Македонија, он ќе ни ги пребара и во моментот кога ќе ни рече сакаш да ги купиш, ние сепак да кликнеме и да се авторизираме, да му дадеме мандат на агентот да го изврши плаќањето. Тоа е едното сценарио. Другото сценарио е без присуство на човек, кога ќе му кажеме на агентот, кога ќе излезат наредната недела картите за концертот или утакмицата, купи ми веднаш во прв ред тамо, бидејќи знам дека ќе се потрошат, сакам брзо, значи однапред да му дадеме мандат на агентот да направи одредена операција, бидејќи ние ќе бидеме отсутни во моментот, ние не знаеме кога тој момент ќе се случи, не седиме цело време на компјутер, значи тоа е пасивна, ние сме во пасивна улога, а агентот во позадина таа операција ќе изврши без нас. Во тој случај исто агентот треба да има мандат за таа работа. Значи треба да се задоволени овие три работи: авторизација, автентикација, accountability. Значи прво треба да јузерот, значи овој што ќе го прими плаќањето, значи трговецот треба да знае дека прво јузерот навистина му дал мандат на недокажливо да биде докажливо дека јузерот дал мандат на агентот. Мора да знае, значи дека е авторизиран, мора да знае дека е автентичен и мора да има докажливост во случај на спор или злоупотреба. Тие три услови не беа доскоро задоволени во ваква околина на агенти, бидејќи не постои агенти доскоро. Ова е стандард Agent Payment Protocol кој што Google го објави во септември оваа година, релативно е нов, се уште се работи да биде прифатен од заедницата и заедно со Agent to Agent протоколот, овој протокол ќе има големо влијание во платниве сервиси и ќе овозможи, да речеме, и таа втората генерација на апликации во кои што не само read-only операции, туку и извршување на плаќање ќе бидат можни и реални. Така да технологијата од прилика веќе ги овозможува тие функционалности, со која брзина ќе одат, се разбира, зависи и од институциите и од банките, но дека ќе има промена дефинитивно ќе има, затоа што тој нов канал на комуникација, секако некои нови фирми на пазарот ќе се обидуваат и ќе ја воведат конкуренцијата, која што потоа веројатно и банките, иако се малку потрадиционални фирми, ќе мора да ја следат, бидејќи веќе како и порано што беше, нели, кога се појави телеграфот, Pony Express во Америка пред 150 години има најдобри коњи и најдобри момци за пренесување на пошта од едниот крај на Америка до другиот, но како што се појави телеграфот, им пропадна бизнисот, иако беа една многу успешна компанија претходно. Да им заблагодариме на другите колеги кои работеа на овој проект. Овој проект за нас беше пред се да да покажеме на клиентите нашата експертиза, а низ него и ние да научиме. Сите работи се нови, за повеќето од нас, сите низ нив учиме, имаме уште да учиме. Ова не е нешто што е крајно решение на крајот на криштата, можеби за дел од вас кои што сте работеле во оваа област, и сречи се од ова беше и познато, но секако и ние сакавме го споделиме тоа знаење за оние кои што можеби се уште не почнале, а имаат желба да го олесниме патот. Софија, Ивана, Невојша, Миле, Стевко, Страхил и Джаспер беа дел од тој тим, така да им благодариме на сите и ве покануваме на пивце, ако имате прво некои прашања, повелете. Да, може. Значи, првото прашање за калкулациите. Да, тоа во принцип не е многу тешко, значи, бидејќи податоците ги имаме, значи, ние и тоа беше дел од евалуацијата, и тоа е на некој начин полесниот дел, бидејќи евалуацијата на вакви системи, посебно на рагови, кај што се текстуални, може да биде и прилично комплицирана. Меѓутоа, овде олеснителна околност е што бројките не важат. Значи, ако
ние имаме дадена категоризација, ќе одговорам тоа на второто прашање и врз база на таа категоризација, значи имавме подготвени прашања кои што ни беа препресметани, едноставно со Excel, со пивот табела, симулираме суми по дадени критериуми, го прашуваме и ги проверуваме тие суми и тука имаме одлична точност, значи која што сакаме да постигнеме. Се случува некогаш ретко во објаснувањата, во вториот дел, да направи некоја мала грешка, но генерално сме задоволни од точноста. Во првата пресметка, во првиот дел кај што имаме LLM Python код извршување и одговор, имаме одлична точност. Тоа е за првото прашање. Второто прашање беше како ги категоризираме. Тоа може да биде може би различно и од банка до банка и нивото на категоризација може да биде различно. Еве да речеме, јас баш си го имав и самиот за себе тоа прашање во смисла да проверам како е во комерцијална банка имам сметка и гледам во комерцијална банка веќе има одредена категоризација. Дали е таа доволно детална или не е друго прашање. Банките имаат некоја, но за ваков тип на анализи кај што сакаме, а кога корисниците ќе го имаат тоа како сервисно, не ќе сакат и детална аналитика, би рекол дека недостасува целосно добра категоризација. Ние овде имаме синтетички податоци кои што беа изворно правени на пример од реални банкарски податоци, не се целосно измислени и има два пристапа, значи. Во ситуација кога банката нема добра категоризација, значи со препроцесирање на податоците и повторно со врз основа на тоа што го имаме во целна дознака или remittance information, кој е трговецот. Обично да речеме се препознаваат трансакциите кои се од посттерминали, кои се во шопинг, кои се, значи во тој дел со оној дел од класификацијата што веќе го има банката и со дополнителна класификација врз база на текстот, која што како предпроцесирање можеме да ја правиме и ја правевме во овој проект на сетот од трансакциите, можеме да извршиме таков тип на класификација. Сепак тоа колку ќе биде детално зависи од квалитетот на податоците и описот внатре. Ако имаме добри описи, ќе имаме подетална класификација. Ако е тоа поопшто, така, ако е шопинг, само шопинг, а ние сакаме да извлечеме, да речеме колку сме потрошиле во еден супермаркет кога одиме, можеме да потрошиме и за храна и за средства за чистење. И све ќе биде така на Тинекс. Тој дел не можеме да го издвоиме, меѓутоа можеби овие можности се што ги отвара технологијата, па ќе отворат повратен процес тамо, да и банките и трговците ги малку подетално прикажуваат трансакциите за да на крајот доаѓаме до такви резултати. Но сега можеме толку колку што можеме и во однос на последното што е локално, што е на клауд. Тоа прашање држи многу заради приватноста на податоците. Банките се, значи, институции со финансиски трансакции, нели, за кои што сакаат податоците да останат заштитени. Во ова сценарио ние, бидејќи сепак, значи, не е продукцијско целосно сценарио, да речеме имаме некоја 70-80% заштита на приватноста, што во реално сценарио ќе биде малку поинаку направено. Овдека користиме GPT модели, знаеме дека GPT мораме да го користиме само на клауд, немаме on-prem, не можеме да го симнеме како open модел и не можеме да го користиме скроз заштитено, но ние го користевме него како еден од понапредните, бидејќи целта на проектов ни беше пред се да го видиме потенцијалот. Ние очекуваме дека и open моделите и веќе се со и како тече развојот ги даваат речиси истите резултати, не застануваат многу и нас целта ни беше да го видиме потенцијалот. Во првиот дел кога правиме пресметка на резултатот, имаме добра заштита на приватноста, бидејќи ние не праќаме трансакции на моделот. На моделот му праќаме само прашањето и опис на колоните кои што ги имаме на трансакциите. Му кажуваме дека он треба да пресмета резултат врз основа на финансиски трансакции со тие колони, без да му ги даваме износите. И он врз основа на тоа ни прави Python код кој што ние може да го извршиме без грешка, бидејќи го има точниот data frame, точната позадина. И резултатот е точен. Меѓутоа во вториот дел кога сакаме ние да побараме од него објаснување, тој не може да даде објаснување ако не го знае бројот. И затоа во тој дел само одговорот синтетизиран го праќаме за објаснувањето и тука ја нарушуваме во овој модел делумно приватноста, меѓутоа не ја нарушуваме затоа што нели ова решение не работи на реални податоци, а вистинско решение во иднина ќе биде да моделот биде во целосно приватен периметар или да биде open source модел во рамките на банката, тоаш ништо нема да излегува од банката, или да биде на клауд
Меѓутоа повторно да речеме Азуро обезбедува некакво гарантирање за податоците, а многу банки веќе ги имаат и податоците на клауд, така да ако банката му верува на клауд провайдерот за релационата база, ќе му верува и она веќе ги дава податоците таму. Така да прашањето ќе биде при имплементацијата до еден до друг клиент, но механизми за заштита на приватноста целапна постојат и тоа решение ќе работи во тој случај така. Ние во ова сценарио ни беше пред се битно да видиме дека можеме да извлечеме добар потенцијал и затоа малку олабавивме на тие критериуми за да фокусот и енергијата ја трошиме на ова што ни беше најинтересно, дека може да биде интелигентен сервисот. Ајде, повелете што. Не знам кој праша, ама само сакав да се надоврзам околу тоа за категоризацијата. Факт е дека никогаш нема да постигнеме категоризација 100% точна, доколку ги користиме само податоците од банката која што ни ги дава. Зошто? Заради тоа што начинот на кој банките моментално ја прават категоризацијата е, предпоставувам, само врз основа на дејноста во која што они имаат податоци нели за нивните клиенти и комитенти и врз основа на дејноста предпоставувам дека они ги категоризираат во одредени категории. Меѓутоа сведоци сме на многу ситуации каде што категоријата е една, реално фирмата прави некоја сосема друга услуга и ова што го кажа Стеван за некое групирање на пример на Tinex, можеби не знам НЛБ банка го класифицирала како, па и најверојатно го класифицирала како намирници. Меѓутоа, ако сакаме некоја подетална категоризација од типот на храна, пијалоци, не знам, домакинство и така натака, доколку банките не направат некоја понапредна категоризација или доколку ние не направиме некоја понапредна категоризација врз основа на нешто, тогаш никогаш нема да ја добиреме таа категоризација 100% точна. Тоа сакав само да се надоврзам. Ја да се надоврзам на надоврзувањето. Ја пред некој време мислев проблем така го размислов и сватив дека суштина како што рече банките категоризираат намирници неверојатно. И пробав на ChatGPT тоа време што форол, му скенира сметката и му реков line by line да ми генеризира. И така ги наоѓа. Може да ти каже што е хигиена, што е пијалок, што е све. Тоа беше да го заобиколиш моментот дека банката вика све од Tinex потрошно 1500 денари, а е 500 денари на шампон, а е 1000 денари на пример на не знам. Да. А му ја дадов и му реков баш line by line, он најде Tinex, знаеше Tinex што е и после знаеше другите работи да ги категоризира посебно. Да. Тоа беше мојот workaround на целиот проблем дека они ги бандал ти прави од кој ти ги продал услугите. Од банката, да. Во УИП. Сигурно се. Околу прашањето ми беше по-техничко, а доста посветивте време на зборејќи дека системот е read-only. Како тоа се осигурувате? Видов едно време спомнавте Select, дали тоа можда LM-от ви генерира SQL квериња, или вие со Python генерирате SQL квериња, дали е на ниво на юзерот пермисии, дали има само read-only пермисии, може околу тоа да зборите. И уште едно подпрашање околу re-ранкерот, само на кратко спомнавте, може да ми кажете нешто искуство со кој ранкер користевте, кои се добри, кои не се добри, гледам на интернет Zero Entropy го зборат многу, дали нешто пробавте со тие, чисто така поопшено околу ранкерот? Да, мислам дека мене не ми треба микрофон.
Мислам дека read-only го спомнавме во два контекста. Едно е како генерална операција кон банките, дека не правиме акции со кои што пуштаме трансакции или менуваме било што, него само читаме. Тоа е едниот контекст. Другиот контекст е дека самата апликација, бидејќи извршуваме Python код, мора да работи безбедно и не смее да направи во случајот кога би користеле SQL, а истото ова решение може слично да работи и со SQL, е малку полесно бидејќи ќе имаме дозволена само select наредба и малку е полесно да се контролираат наредбите insert, update, delete, нели? Во контекст на Pythonот го извршуваме во контролена околина и само со дадени библиотеки. Значи, во таа смисла имаме контрола над кодот и таа можеби ќе треба и да се појача во реално решение уште дополнително, бидејќи ние ги кажавме предностите на Python како решение за флексибилно креирање, значи прашањето може да е доста општо, различно, а преку Python да добиеме соодветен одговор. За разлика од фиксни тулови кај што треба да имаме само филтрирај, па само агрегирај, да речеме, или така натаму. Меѓутоа, од друга страна, користењето на Python во таква околина може да биде безбедносно прашање, нели? Бидејќи можни се тука и злоупотреби или можно е моделот неконтролирано да направи одредена. Значи, целата околина врз која се пуштаат, прво трансакциите се во заштитена околина, значи нема ризик, не се оди директно во банката, не се пристапува директно на банкарски систем, се користат само дадени библиотеки и во моментов е тоа, а во иднина тоа прашање мислам дека треба уште малку да се адресира за да се биде до крај сигурен. За ранкингот користиме, да не сакаш ти да се вклучиш или можам да продолжам? Ајде, повели не, само за Вака, во поглед, прво ќе го продолжам твоето излагање околу Pythonот и што е тоа што ние дозволивме овдека. Овде имаме read-only и идејата е дека секако дека не сме целосно заштитени со тоа дека ние ќе имаме select, односно ќе имаме само read-only од податоците. Меѓутоа ова го потенциравме бидејќи е клучно кога би го имплементирале ова во некој реален случај. И тука ние сме свесни дека нашето решение дефинитивно во тој поглед треба дополнителна имплементација, меѓутоа го потенцираме бидејќи е важно да се знае дека не може да дозволиме да имаме систем почеток кој што всушност прави некакви манипулации со самите податоци. Во врска со реранкингот, на нас идејата околу реранкингот ни беше да можеме ние да изгенерираме некакви чекори кои што би ни биле соодветни за во нашиот систем како тоа би функционирало. И сега вака, ги земавме историските податоци, оние кои што ги имаме од Python кодот, изгенерираните, само вредностите. Од друга страна ги имаме прашањето кои што ги поставил клиентот и дополнително го имаме во меморија и одговорот со објаснувањето. Сите тие три ги чуваме во меморија. Нашата идеја е дека ние ќе ги извлечеме по 10, моментално зимаме од сите, ги гледаме со similarity search, бараме кои се најслични, со semantic search тоа го правиме и на крајот велиме да, ова е тоа што е најслично, меѓутоа никакви модели моментално не имплементираме овдека, бидејќи ова само со semantic search ги задоволува нашите потреби и дава добри резултати. Така да нема потреба од дополнително имплементирање на некакви, да кажем, модели, барем до овој момент во кој што ние апликацијата. Да, самиот алгоритам е Reciprocal Rank Fusion што го користиме и кој што е на некој начин и дефолтен модел во PG Vector во PostgreSQL. Така да немавме потреба да речеме и тој сосема доволно добро ја врши својата работа, бидејќи ние користиме пребарување на меморијата на чат кој што не е преголем. Значи тоа е еден мини рак во овој случај. Значи не се работи за многу текстуални податоци, не се работи за комплицирани чанкови, така да за оваа потреба он одлично си ја врши работата и го одбравме PG Vector бидејќи е интегрирано решение со PostgreSQL и тамо веќе имаме комбинација од релациона база и векторска база во едно решение и тоа сосема доволно добро ни ја заврши работата. Се разбира, за некои посложени сценарија може да бидат потребни и други решенија.
И јас сум гласен, ама да не викам ќе ги пукнам ушињата на колегите. Прво, одлична презентација, браво, честитки. Прашањето мене ми е повеќе теоретско. Рецимо, нели кажавте ова е демо, утре идеме на продакшн, имаме юзер 1, поставува некои прашања и тоа веќе се зачува и се прави вектор. Како ќе се справи апликацијата со re-ranking, а да не се ликнат податоци од юзер 1 кон юзер 2, кога ќе постои слично прашање? Теоретски. Да, тоа го контролираме програмски, значи секогаш јузерот се најавува на апликацијата и ние секогаш пребаруваме само во неговата меморија. Да, значи ние ја контролираме меморијата во две димензии и тоа генерално е битно за сите вакви типови на модели, да водиме сметка за short term memory и long term memory. Генерално така тоа го толерираме. Значи една е меморијата во рамките на конкретната сесија, ние гледаме и во меморијата од претходните сесии и често пати тоа можеме и со тежински фактори да го контролираме во смисла на последните прашања, како што беше тој примерот што го поставив, бидејќи луѓето си го следат контекстот, нели? И обично ова прашање може да биде многу поврзано со претходното 1-2 и тие малку повеќе тежат во тоа пребарување. Тоа е таа short term меморија која што е битна секогаш да се има во обзир, а од long term меморијата е битно да се најдат на некои клучни работи кои што можеби во суштина long term меморијата кај големите модели е attention механизмот кој што овозможува и покрај тоа што нешто било кажано прилично порано, сепак да биде земено во обзир во моментот кога се одговара прашањето. Не сврзано со моделот, ме интересира од презентацијата тоа што беа графовите, тоа беше изгенерирано од самиот LLM или беше Python код што е претворено ствари во илустрација? Да, тоа е добро прашање и тоа е зошто Python го одбравме, тоа е Python код. Тоа е Python код и тоа е зошто одбравме Python код, а не SQL. Вакви решенија се прават и со SQL, со тоа што со SQL ќе бидеме ограничени само на одговори со вредности и табели, а Python кодот ни овозможува креирање автоматизирано и на графикони и прилично солидно работи со тоа што му задаваме точно кои библиотеки да ги користи, не го пуштаме премногу слободно и имаме можност дури сега чатот да го отвориме повратно целиот, бидејќи тие сите артефакти ги запишуваме во меморијата и разговорите и графиконите, така да ако утре корисникот се најави може да го отвори чатот, да го регенерира истиот и да продолжи натаму. Така да тука околу креирањето на меморијата на тој начин мислам дека беа највредните работи што беа направени. Незиното креирање и незиното пребарување за да се добие навистина реален чат. Дали експериментиравте со use case-от кај што самиот LLM ќе ви враќа JSON бидејќи во тоа ќе го претворате во некој тип на граф? Тоа за да го постигнеме тоа, ќе треба да му ги дадеме податоците. Па тој да врши пресметки. Ние водејќи се од тоа да имаме што поголема приватност, сакаме да му дадеме што помалку податоци можеме, ние му даваме само структура и не му даваме податоци. За да се искрефира графиконот мора реални податоци, во тој случај би требал он да прави пресметки, но мислам дека нема да биде подобар од ова, ќе биде најверојатно полош, но постои такво сценарио ако сакаме да користиме на OpenAI не само модел него и тулови, нели OpenAI овозможува и тулови, па ако ги користиме тие тулови за таков тип на операции би можеле, но пак велам тоа би не коштало повеќе и би не ја загрозило повеќе приватноста, а ова решение ни е поконтролирано и ни дава доволно добри резултати. Позитивна критика од мене. Се гледа дека имате добро домен знаење во оваа област и решението баш ми се допаѓа. Се мала негативна критика во однос на Рагот, рековте дека не може да се справува толку добро со бројки. Не е тоа точно, затоа што игра улога твикувањето на вектор сторот и игра улога твикувањето на ро податоците. Ако ја смениме шемата, тоа секако дека никој не сака да се, ретко кој сака да се игра со тие работи, сите сакаме одма да се тапираме само рак пайплайн и да ни го реши проблемот. Треба малку да посветиме време тука и мислам дека може да доистражите во тој дел. Ама мислам дека со оглед на тоа дека имате веќе, како што кажавте, Postgre и PG Vector, хибриден начин на ретривал, така што сосеме во ретово решение и мислам дека брзо ќе би биле.
сега во контекст на ова што го спомнав, претпоставувам дека кога го покажавте тој диаграмот со како се претвара во Python код, значи од промпт, претпоставувам дека тука не е така едноставна работата. Што користевте за менеджмент на промптовите? Претпоставувам дека не се задоволивте со една верзија. Значи, пробувавме различни верзии, меѓутоа не користевме некоја посебна алатка за управување, едноставно експерименти правевме со повеќе обиди, тоа е за тоа. Во однос на останатото, во рете би сакал да видам таков модел, значи, генерално со мали табеларни податоци знам дека рак може да функционира и сум имал примери, да речеме, некои proof of concept каде што имавме големи документи баш од аеродроми, со табели вградени PDF-ови кои што рак успева да ги пронајде. Меѓутоа тие табели сепак беа ограничени на 5, 10, 20, можеби на 2 страни А4. Ние овдека зборуваме за релациони бази на податоци кои може да имат милиони податоци и во тој случај не знам може, мислам би биле желни да научиме, но мислам дека до сега јас барем не сум видел таков модел. Да. Во општ случај ние сме имале баш таков. Тоа беше еден многу сложен документ од аеродроми во кој што имаше и слики и должина на аеродроми, на пример, имаше на пистите колку амбулантни возила има на секоја писта и буквално тоа беше документ од околу 500 страници, убаво низ рак систем, фино моделот го, значи, беше фино исчанкуван и навистина даваше добри резултати. Така да комбинација од текст, од табеларни податоци кои што се во рамки на текст можат да бидат добри за рак, но се плашам за релациони бази што се од многу ова не се многу податоци, да, можеби и ова би поминало низ рак за корисник реален што има 5-60 трансакции, да, но ние циљаме кон тоа дека можеби утре ќе работат клиенти кои што имаат многу повеќе плаќања или ако тоа го прави некој трговец како што е Tinex, кој што има денес многу трансакции, тогаш се плашам дека не би можеле баш целосно да покриеме со рак. Но добро, тоа си е ствар за треба да ја проучуваме секако. И останува фактот дека со рагот повторно пронајдените чанкови мора да се пратат на моделот и ако тој модел е, тоа е помало ниво на безбедност во однос на приватноста на податоците, тоа е факт. Значи бројките не е тешко да ги еволуираме бидејќи се конкретни податоци и едноставно пресметуваме, значи ние имаме табелата со трансакции и пресметуваме. Ако овдека имавме прашање колку сум потрошил за транспорт, ние ги имаме, ја имаме категоријата транспорт, зборувавме за категориите во табелата и значи однапред имаме ние прашањата ни се и рачно човечки пресметани и гледаме одговорите дали на вистина сумите ни се тие. Значи во однос на бројките е лесно да се еволуира, во однос на објаснувањето на семантичка сличност правиме, нели, кај рагот веќе се малку метриките за еволуација покомплицирани, нели, треба да видиме дали се релевантни, дали излечените чанкови од меморијата се добри. Меѓутоа, пак велам, бидејќи овдека меморијата не е предолга, значи разговорот на еден човек за неговите трансакции може да има 20, 30, 50 прашања, ќе ги исцрпи сите. Тоа не е долга меморија, не е премногу сложен контекстот и релативно лесно тие релевантни се од самите одговори што ги добиваме. Значи, од човечката евалуација се гледа дека се тие релевантни. Иначе, генерално евалуацијата може да се направи на два начина. Една е човечка, втората е со LLM, друг LLM или дури истиот како судија, кој што ќе му дадеме задача да го евалуира одговорот, нели, ама тоа е повеќе за семантичкиот дел, а за точноста едноставно немаме потреба. Калкулираме вредност, значи ако е вкупниот прилив толку, вкупниот одлив толку, ние го знаеме, гледаме дали не одговара точно и тоа е тоа. И тука сме сосема окей. Дури тоа е полесниот дел за точноста, потешкиот дел е за семантиката,
кога треба некое објаснување. Во овој систем не е комплицирано тоа. Јас би сакал кратко прашање да поставам. Прво би сакал да искоментирам прекрасна презентација од колегата и тимот. Моето прашање е повеќе во security контекст за дали сте размислувале на концептот на LLM injection, тоест јас како го разбирам, кога овој модел прими одреден инпут, аутпутот е генерирање на код со строго контролирани libraries. Во случај да го излажиме и да излезиме од тоа множество и да напишеме дека тој ќе направи своја функција на своја library, дали мислите дека тоа е исто така ризик што треба да се земи во обзир во оваа фаза на продуктот? Ви благодарам. Да, во секој случај е ризик и свесни сме за тоа и тоа треба да се работи уште и дополнително, така да ние во оваа фаза можеби не го адресиравме доволно, ама свесни сме дека тоа е прашање кое што е и текако актуелно и посебно продукцијски систем мора да биде адресирано. Така да секој совет што ќе го имате и вие што сте поискусни од тоа, слободно ќе си поразговараме и знам со колегата се познаваме, работевме и претходно заедно, така да ќе ние ова го работиме сега, добро, тоа исто да го кажем, како дополнителен интерен проект, нели, покрај ангажманот на нашите луѓе на сите проекти и не стигаме за ваквите ангажмани и типови. Тие се пред се за учење, за напредок и за потенцијални проекти кои што ќе доаѓаат, сигурно ќе доаѓаат, но во сите такви акселератори за жал не се стига да се покријат 100% сите аспекти. Ама сепак многу се напредува и се учи сепак. И за презентирање на пајдата. Денеска е веќе има толку многу работи, толку многу теми и секоја безбедност е веќе и посебна, требаме посебен член на тимот во следната фаза од развојот да имаме специфичен што ги знае, да речеме што е посветен и само на тоа. Едноставно веќе работите се толку широки, сите сте свесни да не стигаме на секое поле све да покриеме, што е сосема нормално. Фала ви председ за прекрасната презентација. Имам две прашања или два коментара. Видов дека генерирате Python код, дали правите дополнителна валидација на кодот кој што се генерира, односно дали имате дополнителен LLM кој што ќе ви валидира дали кодот кој што е изгенериран има смисла, некоја библиотека фали или било што? Во моментов едниот повик за креирање на Python код ни функционира доволно добро да не го воведовме тоа, иако сме свесни дека и тоа може да биде дополнителна контрола. Вториот повик што ние го користиме е оној повик за дополнително објаснување на одговорот. И досега доста задоволително работи со еден повик, иако да, и тоа е дел од местата каде што може би треба да се, меѓутоа од друга страна знаете тука се прави компромис затоа што тоа е на крајот моделите имаат цена ако не се on-prem, а дури ако се on-prem тоа значи поспора реакција. Така да тука се прави компромис околу тоа некоја оптимизација. Ако имаме добри резултати со еден, дали е
потребно и неопходно да введуваме 2 за дополнителна заштита и да го успориме процесот или да платиме повеќе, или можеби да ризикуваме дека на 1000 прашања едно прашање нема да биде одговорено добро, па ќе му кажеме на клиентот, бидејќи имаме таква заштита, да не испадне кодот и да се гледаат грешки, него да му кажеме да го повтори прашањето или во овој момент не можеме да одговориме. Таква заштита имаме, така да тој ризик на некој начин се прави компромис што сакаме на крајот да постигнеме, но е добра идеја секако за појачување на квалитетот доколку се одлучиме за таа, и тоа би било нешто што со клиентот во зависност од реализација на проектот, кога ќе видиме која е брзината на одзив, кој е квалитетот на конкретните податоци, тоа би било прашање што треба да се одлучи. Тоа е едната работа, другата работа е како и со сите фреймворци, некогаш ја олеснуваат работата, од друга страна те ограничуваат и мораш да функционираш по правилата на фреймворкот. Наш пристап и мој личен и на тимот овде беше повеќе да работиме пешки, бидејќи на тој начин целиот процес ни е поконтролиран, подобро го учиме процесот, подобро знаеме, но повторно не исклучуваме дека во некој посложен систем ќе треба да користиме библиотеки и повеќе тулови. Овој асистент ако се догради да ги има можностите, бидејќи ние не може да очекуваме во иднина еден корисник да има еден асистент само за трансакции, а преку друг асистент да плаќа, тоа ќе биде еден асистент. Тој е еден асистент кој ќе извршува 10-15 функции, тоа системот ќе стане сложен и тоа веројатно ќе биде потребно користење на фреймворци, алатки, MCP сервери со тулови и така натаму, значи веројатно ќе се оди во таа насока, но целта сега ни беше пешки да го контролираме процесот и да го извлечеме максимумот што можеме од овие модели, за да видиме дали можеме да направиме нешто што е вредно за пајдата и за клиент. Имам правено споредба на мануелно решение и споредба на резултати кои што ги имам добиено од CSV агент, горе-доле исти се, каде што, например, CSV агентот веќе има во позадина Python интерпретер кој што го извршува кодот за вас, исто генерира графови, такви некои работи, така да не ви треба дополнителен LLM за генерирање на крајното решение. Нема нешто. Фала ви. Јас да поставам едно така малку поприменливо прашање. Дали вакво решение е представено пред македонските финансиски институции, дали пред банки, дали пред осигурителни друштва и дали од нив има некој барем мал интерес за имплементирање на сличен четбот? Она што јас знам е дека досега во главном се представува од колегите од Sales во нашата компанија надвор од Македонија. Не сум сигурен дали до сега нешто во Македонија е понудено, може би да, може би не, но малку подруги тимови работат тамо, така да еве веројатно и денеска има некои колеги и од банките, некои познавам, може би некои не познавам, така да јас работев во банкарски сектор долго време порано, може би од тамо некој ме познава, така да веројатно тоа ќе дојде на дневен ред, но знам дека на неколку сајми и конференции беше во Лондон, во Амстердам мислам презентирано, така да нашите тимови од Sales си ги наоѓаат своите канали, но не сме премногу во текст со тоа, така да ќе биде и во Македонија, ќе биде. Има ли некој друго прашање? Изгледа нема. Може ја да поставам едно само. Да. Право, заслужени сте први за пиво и за пици таму. Не знам дали сте имале потреба во ова решение да има циклусно генерирање на код. Например, ако некое прашање има потреба да генерира код повеќе пати, каде што втората итерација на код ќе биде зависно од резултатот од првата. Не ни може да ми текне таков use case, само чисто ми беше дали има. Можни се такви сценарија, значи постојат веќе и до сега во системиве,
но ние досега сме задоволни со овој едниот позив, успеваме да ја завршиме работата. Успеваме да ја завршиме работата, меѓутоа бидејќи работиме на еден, мислам дека пред се затоа што работиме на еден data frame, сите податоци се тука и веднаш моделот може да го изгенерира целиот код. Меѓутоа, доколку беа податоците во повеќе табели, така и доколку од резултатот од едната ќе требаше да се пребара нешто друго, тоа ќе требаше да имаме таков ланец на повици со и тоа е повеќе agentic approach, нели, во кој што и самиот модел можеби треба да ги одреди чекорите по кои што ќе се оди, па потоа да оди кон извршување. Нашево решение сега нема премногу примеси на агент. Значи повеќе е чатбот, значи асистент, но нема независно одлучување. Има предефинирана структура, креирај ми код, изврши го, за овој код даде ми објаснување. Меѓутоа во посложени системи самиот модел може да го анализира прашањето и да рече ова прашање ќе го решам во овие 3 чекори, за овој чекор ми требаат податоци од таа табела, ќе генерирам да го извлечам, ќе користам тул, за след тоа веќе бара оркестрација на агенти и тоа ќе биде во втората фаза кога ќе има повеќе тулови. Сега сме повеќе фокусирани на чатбот за трансакциите. Супер, фала ви. Ако нема уште прашања, ве замолувам уште еден аплауз. Така, сега ве поканувам на пици, на пиво, на Кока-кола. Да, фала му на Scale Focus уште еднаш.